Здраво да родевте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за експериментите на Хирши и Чейс и зашто всушност го направиле овој експеримент. Значи, од кога поминал всушност експериментот на Авери кој го разгледавме во минатото видео, иако он докажал дека ДНА е носителна информација, се уште голем бројот на научници не биле скептици, значи не биле убедени, затоа е направен овој експеримент на Хирши и Чейс, каде што всушност они работеле со бактериофаги. Сега бактериофаги, ако не знаете, тие се всушност вируси кои напаѓаат бактерии. И кратка сумација, значи, ќе земеме поддебела четка. Или всушност ќе зумираме. Значи, иначе ова лево е Марта Чейс, а ова десно е Хирши Алфред. Сега, кај вирусите, всушност кај бактериофагите, имаме една полиедрична глава, која е всушност изградена од протеини, имаме опашка, исто се тоа протеини, базална плоча и кога замислите да си ги коноза. Сега се ова протеини, така, значи во протеините имаат тиоаминокиселини, протеините се изградени од аминокиселини, некои аминокиселини со сулфур, значи речени тиоаминокиселини. Додека внатре во полиедричната глава има генетски материјал. Сега тој може да биде ДНА или РНА, и може да биде едноверижен или двоверижен, ама не е битно. Значи ние ќе го замислиме како двоверижен генетски материјал. И тој кај вирусите нема никаква улога, бидејќи вирусите нема никаков метаболизам, едноставно се хемиски партикули. Ова се протеини, таму има само ДНА, одека со некои супстанции исполнето, нема никаков метаболизам, едноставно се сеа такви партикули, се додека не наидат на бактерија. Сега во ДНА всушност има фосфор, значи знаеме дека има фосфор, и ова е битно, ова што го спомнав дека протеините содржат сулфур, а ДНА содржи фосфор. Бидејќи ова го искористиле за правење на експериментот. Сега да видиме како всушност на кратко, тоа во микробиологија и понатаму малце во генетика ќе се задржиме по детално како всушност работат вирусите, но сега на кратко само ќе разгледаме како всушност инфицираат вирусите. Значи си имаме тука еден бактериофаг. Сега можете да разгледате сликата, ја дека ќе цртам на левата страна. Како што си имаме една клетка бактериска и да речеме дека таа бактериска клетка си има своја ДНА. И сега да речеме дека на нејзе ќе се прикачи вирус, така ќе се прикачи вирус и вирусот својата ДНА, која ќе бележам со протоколово, ќе ја испушти, значи ќе ја испушти, веќе нема биде таму, ќе ја испушти во бактериската клетка и таа сега ќе испушти и други елементи, не е битно, ама да речеме дека може да се прикачи или да биде слободна, да речеме дека ќе биде слободна и дека ќе уништи ова која припаѓала самата бактериска клетка или ќе остави само сегменти. И поентата е, внатре во бактериската клетка, оваа вирусна ДНА ќе кодира да се направат нови вирусни партикули. Така ќе се направат нови вирусни партикули кои се изградени од протеини нормално. И оваа бактериска вирусна ДНА ќе се реплицира и ќе влезе во секоја вирусна протеинска обвивка. И после се лачат одредени ензими каде што всушност ќе се уништи бактериската клетка и овие нови вируси ќе излезат надвор, така ќе излезат надвор и сега ќе инфицираат нови бактериски клетки. Тоа е начинот на кој работи бактериофагот. И другите вируси добро има некои различности, некои спецификации, но ова е општата идеја. Сега, како они всушност го направиле експериментот да докажат што е всушност наследниот материјал? Наследниот материјал е значи тоа што би кодирало за протеини, односно како се пренесува информацијата се направат нови вируси. Ајде да видиме што всушност направиле. Значи они земале, ќе речеме дека земале два Ерленмајери, но тоа не знам какви биле системи, дали земале некои садови, не е битно, каде што двата сада ги исполниле со одреден раствор. Сега, например, во левиот раствор имало медиум кој ќе го крстиме нека биде сулфур, осто вака, со сина боја нека биде, сулфур 35, тоа е изотоп кој може да го следат, радиоактивен изотоп, дека другиот раствор бил со фосфор 32. Значи ова се радиоактивни изотопи, нормално дека усредијата имало и други соединенија, но овие биле маркираните и тука стаиле вируси заедно со бактерии, така стаиле вируси заедно со бактерии
и им дозволиле на тие вируси да се умножат. Така што крајниот резултат бил вирусите кои биле од овој Ерленмајер содржале протеини во протеинската обвивка, значи нели имавме протеинска обвивка. Протеините кои се наоѓале во нејата протеинска обвивка содржале радиоактивен изотоп на сулфур. Така они кои може да го следат и си имале нормална ДНА, додека тие вируси кои се наоѓале во другиот Ерленмајер имале протеинска обвивка која била од нормален сулфур, додека генетскиот материјал содржал фосфор кој бил радиоактивен. И сега овие всушност две ги внеле во, всушност направиле два различни експеримента, вака ги поделиме со различна линија. Инфицирале бактерии кои ќе направиме со виолетова боја, значи имаме една бактерија тука, една бактерија тука, со двата различни типа вируси. Значи ова се два одделни експерименти, не ги правиле во исти раствор со бактерии. И сега нормално, нели ќе дојде вирусот, ќе внесе ДНА, и понатаму ќе се добијат нови вируси. Но и ќе имаме бактериски клетки кои ќе бидат со вирусни ДНА молекули, но поентата е што овие елементи, дека што ќе ги бележам, се потешки, да речеме. Така, тоа е битно. Сега дека во другиот експеримент чисто се случило, исто дека ќе внесеме молекули, ќе се добијат исто вируси. И повторно овие елементи нели ќе се видат потешки. Така што кога ги центрифугирале овие раствори, значи ова се два одделни експерименти, извршиле центрифугирање, добиваат епрувети, овдека една епрувета и тука една прувета, каде што ќе има две хомогени смеси, така. Две различни фази. Каде што во горната ќе ги имаме на некој начин празните вируси, додека во долната ќе ги имаме вирусите кои ќе бидат нели со ДНА внатре. Значи во горната ќе имаме празни вируси, во долната фракција ќе имаме вирусите кои ќе имаат ДНА внатре и плюс бактериските клетки кои имаат ДНА во нив. И сега, кога извршиле да увидат експерименти, да видат кај е всушност локализирана радиоактивноста, увиделе дека кај левиот експеримент била локализирана каде што го стаиле радиоактивниот сулфур, односно во протеинските обвивки на првичните вируси. Значи, тоа не се пренело. Тој радиоактивен сулфур не се пренел во наредните генерации, едноставно само остал надвор. Значи, не пренел никакво значење. Протеините, и со ова докажале дека протеините, кои биле бележени нели со сулфурот, не учествуваат во пренесување на информациите. Додека во другиот случај, сулфурот, кој што бил во новата генерација всушност, бил радиоактивен. Значи, генетскиот материјал, односно ДНА, е таа која пренесувала информацијата, бидејќи таа се пренесувала на наредните генерации. Сега, ова се што го кажав, го имам дека сумирано убаво на слика, само дека има грешка, не треба во вирусните протеини, него во ДНА. И ова е една као сумација на се тоа до сега што го спомнав. И ова е едно исто така убав испланиран експеримент, со кој докажале дека наследувањето, односно делот кој се пренесува на наредните генерации е ДНА. Дека ДНА го носи наследниот материјал, дека ДНА е таа кој носи генетичките информации, а не протеините. Добро, тоа беше се за ова видео, значи тоа беше експериментот на Алфред Хирше и Марта Чейс, кој овие дека доле насликава. Значи Алфред Хирше и Марта Чейс. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Дојдување.